Без спорт, тоа е следното во Македонија наутро ракомет. Балканска група за Македонија U20 или македонската репрезентација машка до 20 години на Европското првенство што ќе се игра во Целје од 10 до 21 јули ова лето. За оваа цел гости во емисијата Македонија наутро се Радослав или Раде Стојановиќ, селекторот, и Давид или Данило, Давид Брестовац, репрезентативецот, голман на нашата селекција. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро. Одамна го немам видено Данило, каде е? Данило моментално е во Саудитска Арабија, таму работи и... Добро му е? Добро е. Се фали, се жали? Не, се фали. Нормално. Ќе зборуваме нешто подоцна за предходникот, за оно што ги постави темелите во семејството ракометни. Репрезентацијата на Македонија до 20 години очекува настап на Европското првенство, кој ќе се одржи во словенечкиот град Целје. Селектор е Хрватска, Црна Гора и Австрија. По имиња, може би, ова е динамит група, затоа што знаеме дека ракометот се развива секаде, па може да биде да се покаже многу тешка, многу комплицирана група. Па точно така. И мора да напоменеме дека ова е прво првенство европско кое се игра со 24 репрезентации. Групата, гледајќи овака групата, знаеме дека ние веќе имаме одиграно на светско првенство, игравме со Црна Гора и со Австрија, така ние ги познававме. Колку и исто така и тие нас не познаваат, така да мислам дека групата е интересна, може да се надигруваме. Хрватска е тука по мене еден фаворит, затоа што Хрватска беше на постојаното светско бронзена. Така да тука ќе биде околу... Ќе се кршат копијата. Да. Кажете ни сега вака, во младенска конкуренција сега не се многу млади овие деца, се младинци, до 20 години се, меѓутоа сепак се релативно млади во животот, иако во спортот на 20 години се можеби и многу, може да бидат и многу искусни. Кај нив развојот оди многу рапидно, многу брзо. Колку еден надпревар одигран во јануари, например, значи во декември или во, не знам, септември, може да се случат многу промени кај репрезентативците? Да, точно така може да се случат многу промени, затоа што овие деца преку овие надпревари растат и созреваат, затоа што ние се надеваме дека од оваа репрезентација ќе излечиме минимум едно 5-6 кои понатаму ќе одат оваа селекција. Да, ја гледаме селекцијата во кадар на инсертите. Прашањето беше поставено затоа што рековте добро се познаваме, па да видиме, може би сме отишле ние чекор понапред. Што велат репрезентативците, како се чувствуваат тие, дали се чекор понапред од она претходното? Па добро, времето ќе покаже каде сме на Европското првенство. Се надевам дека ние ќе можеме да напредуваме таму како играчи, бидејќи не е мала работа да се игра на едно Европско првенство. Нашите играчи, мислам, ние ќе бидеме спремни на тоа Европско првенство, ќе имаме припреми околу 1 месец да се спремиме. Националните екипи ни се познати, се надевам дека ќе го дадеме максимумот. Големите познавачи, ова во наводници познавачи ќе го кажеме, на ракометот велат дека македонската репрезентација и покрај тоа што континуирано се пласира на големите надпреварувања, имала за цел само да учествува. Нели, знаеме како е ракометот и како атомски се развива. Со каква мисла вие ќе одите на Европското првенство сега, знаејќи ги противниците, одите само да учествувате? Не идеме ние само да учествуваме. Сакаме да го повториме успехот што го имавме во Хрватска, да се надоградуваме и да, ако можеме, да направиме уште поголем успех. Чукате на вратата на сениорската репрезентација, подготвени сте за таков предизвик. Сите вие, не се знае кое име, кога ќе добие шанса? Па сите очекуваме повеќе од селекторот, но првен мислам дека ние сме уште деца. Не сме деца, но имаме 20 на години, каде што треба уште да се надоградуваме. Се надевам дека еден ден сите ќе бидеме таму репрезентативци, но најпрви да го видиме ова Европско првенство што не очекува нас до 20 години. Полека, но сигурно. Собирајте искуство. Селекторе, дали го имате најдоброто кое што е во моментов на располагање во однос на U20 имињата кои што ги има Македонија, дали го собравте она што според вас е најдобро, со најдобра форма и со најмногу квалитет? Моментално за овие две утакмици за прв пат се доаѓаме на еден проблем кај што имаме доста повредени играчи. Мора да кажеме тука и дека еден плюс ние двајца од оваа генерација веќе се во селекција. Еден играч ни е во кадетска, така да за овој собир повикавме нови играчи, да дајме прилика и на некои играчи што играат добро во нашето првенство, така да го зголемиме ростерот и конкуренцијата
за во јуни да ги одбереме тие најквалитетните 20 или 18 играчи кои ќе конкурираат на тоа европско првенство. Ќе го обелодениме распоредот, календарот на надпревари како ќе се одвива во оваа година се до во оваа полусезона, ќе кажеме, се до настапот на европското првенство. Моментално имаме двомеч со Хрватска, тоа е сега овој викенд. Иако со хрватите знаеме дека сме во група, но ова ни беше договорено предходно. Така да ќе ги одиграме овие две утакмици. Во мај веќе имаме договорени две средби во Чешка и подготовките ни почнуваат негде почеток на јуни, така да сум сигурен дека ќе биеме доволно подготвени за тоа европско првенство. За условите да не зборуваме многу, меѓутоа ќе кажеме перфектни, идеални услови кога се работи домакински во една федерација, се поставуваат параметри како треба сите да работат, па како се чувствувате. За двајцата ќе биде тоа прашање, меѓутоа прво селекторот задоволство ли е, чест ли е? Си бил репрезентативец, може на ти, нели? Се познаваме. Си бил репрезентативец, знаеш како било, како е сега. Ќе кажеме дека ракометарите имаат одлични услови и шанса за прогрес. Да, може слободно да кажеме дека имаме прекрасни услови, дека ние не сме тој прв ешелон, значи знаеме какви се условите на репрезентација, но ние како младинци, ја гледам дека и категориите подоле кои што кадети, федерацијата ни го возможува сите услови, така да е скоро секоја, не скоро, него слободно кажувам дека секоја ЕХФ недела ние веќе имаме собери, имаме утакмици и унапред веќе го знаеме тој распоред со кого треба да играме и како треба да играме и на кој начин се подготвуваме. Така да една голема благодарност према федерацијата и луѓето кои се инволвирани околу сите наши репрезентации. Тие веќе знаат дека го направиле најдоброто од себе, така што ете уште еден плюс за нивната работа. Давид, се чувствувате ли горди што сте репрезентативци? Се чувствувате ли дека му значите на некого, дека едноставно кога ќе дојдете на тие репрезентативни собери ве третираат онака како што треба? Да, секако сме горди, сите го со нетрпение ја очекуваме таа ЕХФ недела, бидејќи после неколку месеци ние повторно се собираме, другаруваме и играме за нашата татковина Македонија и играме за нејзе. Се надевам дека овој двомеч со Хрватска дека ќе излезе со позитивен резултат и дека ќе се интегрираме потоа во Чешка и потоа на европското првенство. Која е омилена позиција во ракометот? Голман. Не, чекај, тоа е наметната или омилена? Омилена. Омилена и наследена. Да. Мораше да бидеш голман или? Не мора да бидам голман. Тато рече, одбери ти што сакаш, но јас по неговите стапки... Сакам да бидам подобар од тебе, му кажа. Така е. И одбрав да бидам голман. Браво, очекуваме да бидеш и треба да бидеш подобар, треба нели секој наследник да го направи горд предходникот, особено кога се работи за релација татко-син. Стојановиќ, се работили во македонските клубови со младите селекции. Најдобриот ракометар на сите времења на Македонија, тоа јас сакам да кажам, е Лино Червар, затоа што работеше со младите репрезентации, создаде база, создаде услови, ни врежа дека треба, во мислите дека треба да размислуваме и да работиме со младите. Се работили во овие години со младите во клубовите? Секако дека се работи, ако погледнеме оваа генерација што ја водам јас, ние имаме деца од цела Македонија. Тоа ги имам напоменато повеќе пати, така да сите тие тренери се како да кажеме на благодарност за сите тие тренери, тие им ги дале првите чекори на овие деца, така да се работи. Сега не ви навлегол кој како и во кои услови работи, но дека се работи во Македонија, се работи. Има квантитет од кој што може да се избере квалитет? Секако да, и апел би дал што повеќе на наша задача е како работници што повеќе деца да привлечеме во салите, и самите деца треба да одвојат плюс, не само тоа што го имаат во клубовите, него да работат на нив, за да дојдат до тој еден репрезентативен статус. Работите ли индивидуално? Размислуваш ли на ракометот 24/7? Си се определил за тоа, веќе 20 години, длабоко си во младоста, одиш кон сениорското, веќе си сениор по 18 години, нели? Меѓутоа, размислуваш ли 24/7 на ракометот, да се храниш здраво, да спиеш, да живееш здраво, да тренираш напорно, секој тренинг да си подобар од претходниот и така натаму и така натаму? Да, секако сите работиме индивидуално, мислам дека индивидуалната работа е една од најважен дел од спорт, бидејќи само со тренингот од 1 сат или од половина час или од сат и пол, мислам дека тоа е недоволно за еден играч или репрезентативец. Мислам дека секој мора да се надоградува и со таа индивидуалната работа да стане нешто подобро.
кога сте во контакт со другите репрезентации, важат според имињата за силни, за квалитетни, за успешни и така натаму, меѓутоа кога си во контакт, кога сте гради в гради, се чувствувате рамноправни? Да. Јас се чувствувам рамноправен. Сега влагаме во сениорскиот ракомет, но пополека мораме да се навикнуваме, бидејќи без тоа ние да се надоградуваме сениорски не можеме да успееме на повисоко ниво на ракомет. Стојановиќ, каде сме, не објективно, субјективно, каде сме во младинскиот ракомет? Можеме ли да очекуваме дека ќе дојде нов наплив, нова генерација која што ќе го продолжи она што се работеше досега и ќе го надогради успехот на Манасков, на Лазаров и на сите останати имиња што не водеа низ децениите? Секако дека ќе дојде нова генерација, Македонија има сегогаш имала и ќе има добри генерации во ракомет, но би апелирал до сите ние кои работиме во ракомет, малце да даеме поголем фокус на овие млади категории и да тие што ги водиме овие генерации да имаме возможиме и да вложиме многу голем труд, голема професионалност да овие деца уште како млади растат на тие европски и светски, затоа што на тие европски и светски тие, како да кажам, спортски се сударат со нивните врсници. Значи и тука ние гледаме до кој ниво сме со тие некои поголеми репрезентации, така да доколку ние учествуваме и го земеме тој континуитет во тие млади категории, мислам дека понатаму оваа репрезентација нема да има никаков проблем. Не може да е се прекрасно, што му недостасува на македонскиот ракомет? Добро. Има ли нешто што му недостасува? Нормално дека секаде нешто недостасува, али по мене мислам дека треба да се подобрат сите, повеќе да се подобрат условите во клубовите. Не зборувам за одредени клубови, мислам дека повеќето клубови во зимскиот период знаеме каква е Македонија, какви се салите, мислам дека тука ги подобриме тие услови, ќе имаме уште подобри резултати. Во 21 век, 2024 ние зборуваме за затоплување на сали, за чисти паркети, за така натаму, за основните параметри. Сега сме релативно успешни, може да замислиме какви би биле кога се би било она основното, кога би било задоволено. Радослав Стојановиќ, селектор на U20 селекцијата, Давид Брестовац, синот на Данело, голман, како неговиот татко, репрезентативец, гости во Македонија наутро, спомена селекторот големи репрезентации. Големите репрезентации се гледаат на крајот, кога ќе се прочита резултатот. Нема да се плашите, играјте храбро. Играјте за Македонија. Дека ќе направиме голем успех. Играјте за Македонија. Македонија е со вас. Благодариме селекторе што одвоивте време, брзате на тренинг. Ви посакуваме многу успех и многу среќа и ве чекаме тука со резултати.